И нова тема до 8 часот во Македонија наутро. Ајде вака ќе ја најавам прво со последната информација која што ја објавија од Европскиот информативен систем за шумски пожари. Климатските промени ги направија земјите од Западен Балкан уште поранливи, особено од шумски пожари. 2024 година ја одбележа најголемата штета во последната деценија од шумските пожари во Македонија, Албанија и Косово, покажуваат податоците на Европскиот информативен систем за шумски пожари, кој обезбедува податоци за пожарите и изгорените површини од сателитски мониторинг. Според податоците на ЕФИС, најголеми штети од шумски пожари во 2024 година се забележани во Македонија, каде според системот изгореле 95.181 хектар од 131 пожар, што биле регистрирани во текот на целата територија. Може, доколку се подготвени колеги инсертите да ги погледнеме додека ја презентирам информацијата, во Албанија се регистрирани 168 пожари, во кои изгореле 46.534 хектари, додека во Босна и Херцеговина изгореа 43.571 хектар во 178 пожари. Србија 38.954 хектари од 226 пожари, Црнагора 23.054 хектари од 135 пожари, додека на Косово се забележани 94 пожари, во кои изгореле 12.079 хектари шуми и грмушки, се вели во овие последни информации. Нова тема утрово во Македонија наутро. Разговараме со професор доктор Никола Николов од Шумарскиот факултет Скопје. Професоре, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро до вас и гледачите на македонската телевизија. Срекна нова година, срекни празници да честитаме. Благодарам првите гости сте ни во студиото во овие први нови денови од 2025 година. Ги презентиравме податоците на Европскиот систем за шумски пожари. Според нив изгореле 9 пати повеќе шуми во државава од просекот на пожари од 2006 до 2023 година. Какви последици може да предизвика намалувањето на шумските површини за квалитетот на почвата и каков синџир на реакции може да предизвика во животната средина? Да, точно е ова што го кажате. Според Европскиот систем за следење на шумските пожари, но гледачите треба да знаат дека методологијата која што тие применуваат не она што ние го подразбираме под шумски пожари. Сегашната методологија ги регистрира сателитски, ги регистрира сите пожари што се со големина од над 30 хектари, без разлика на која површина се случува горењето. Така што тие 95.000 хектари не значи дека е изгорена шумска површина, тука влегуваат и оние сите земјоделски површини, пасишта, земјоделски површини кои што се напуштени или ќе ги најдете во ЕФИС како транзитивни земјишта, што може да створи едноставно забуна кај гледачите. Иначе, според нивните проценки, до негде септември од минатата година, според ЕФИС, од оваа целокупна површина изгорени се некаде околу 20% шуми. Што значи бројката што е кажана не се однесува на шумите и шумските површини, туку на целокупното горење. Но како и да е, тоа насочува пак од друга страна, односно го дава проблемот во една друга слика, која што е, да речеси, нова за целиот свет и денес се оперира од пред година дена официјално од Светската конференција за пожари во Португалија со еден нов термин, на англиски е landscape fires, на наше најсоодветно би било преведено, ако се преведува како пожари на предел, оној термин што го користевме пожари на отворено. Затоа што веќе немаме работа со шумски пожари, туку имаме работа со пожари кои што ја горат сета онаа вегетација што е достапна за горење. Последиците што ги кажавме, соодветно на ова што го објаснав, се големи или поголеми, затоа што сега не зборуваме за зафаќање на површини кои што се само под шуми, туку и на пасишта, запуштени површини. Гледано како влијание врз почвата, на многу начини, дали е за водниот режим, дали е процес на ерозија,
гледано преку влијание на микроорганизмите, преку влијание на некои животински видови и така натаму. Плюс ако го додадеме тоа влијанието и на емисиите од гасови кои што излегуваат од овие пожари, секако не треба да бидете многу стручен да сватите дека влијанието од овие пожари се повеќе, негативното влијание се повеќе и повеќе се зголемува, како на живиот, така и на неживиот свет, односно на климата и така натаму. Па колку што можев да видам и предходните прилази ви беа во таа насока за климата, што се случува со климата, она што се случува во Лос Анџелес и околу Лос Анџелес, не е ништо ново. Тоа е и последица како последица на сето и работи што горе-доли кај нас се случуваат. Да. Јас и неслучајно ги презентирав и воопшто вкупно податоците за целиот овој регион, бидејќи кога зборуваме за шумите, за тие пространства и за шумските пожари треба да гледаме и регионално. Не можеме да одиме држава по држава со оглед на малите територии. Со оглед дека овој проблем станува се посериозен, што мора да направи државата за да се спречи или барем ограничи штетата од пожарите и дали веќе нешто се превзема? Верувам, главниот збор треба да го имаат и луѓето од вашиот факултет. Вие како професори од вас да се побара совети на кај се движиме, што може како стратегија да се направи. Се работи ли нешто? Да, се работи со тоа што мораме работа да кажам исто така гледачите да имаат представа, не се наоѓаме само ние во оваа ситуација. Многу е условно да кажем интересно што човекот во оваа ситуација некако одбива да ја прифати реалноста. Системите за заштита од пожари, зборам сега за пожари на отворен простор или што народски шумски пожари, се така концепирани за ситуацијата, зборам со вегетацијата и климата, населеноста, како што било некаде пред 150 на години. Драстично да променат. Имаме огромни површини кои што се напуштени, необработливи. Сите тие се покриваат со некоја друга вегетација. Процес на миграции, зголемување, сега пред малце само што беше спомнато, климата се променува. Во едни такви услови не можете со старите методи или стариот концепт на поставеност на системот да имате добри резултати. Тој бил добар затоа што условите биле некои други. Треба многу сега да се менува во однос на надлежноста, бидејќи справувањето со пожарите бара вклучување на многу институции, кои што дури некои не биле свесни до сега дека имаат големо влијание врз овој проблем. Така што треба да се направи едноставно со новиот речник на информатичарите еден ресет на целокупниот систем. Да, тоа сега во моментов се случува кај нас, барем почнува да се разговара, се работи и се надевам дека некаде за година дена ќе имаме некој нов дизајн, односно нова поставеност на системот, затоа што краткорочните решенија кои што се случуваат не само во Македонија, навистина секаде во целиот свет, е ставање на закрпи на системите. Тоа значи поголем број на луѓе, поголема техника, не помага тоа. Па гледаме тоа кај поразвиените земји кои што исто така се борат со пожари. Така е, гледаме што се случува околу Лос Анџелес, гледаме дури во соседна Грција, гледаме низ Европа. Огромни пари и средства се вложуваат, ама резултатите не даваат плод, едноставно се полоши. Значи треба нешто друго да се смени. Така што да скратам, треба да се менува дизајнот, поставеноста и парадигмата на размислување околу заштитата од пожари. Не сме веќе во истата ситуација како човештво, како друштво, како природа од пред 200 или 150 на години. Но вака ми звучите оптимистички, дека работите може, односно веќе се тргнати во насока да се менуваат и нели ако ги слушаме компетентните луѓе и ги слушаме нивните мислења, најверојатно ќе направиме добар систем. Да, мислам, мора да бидете оптимист и да знаете што сакате и да работите малце долготрајно. Едноставно не може, како за многу работи, да очекуваме дека
Нешто што се минувало толку долго, се ние можеме да го средиме тоа за година, дена, две. Не оди тоа така. Нема да звучам непесимистички, нема да звучам обесхрабрувачки, кога кажам дека ова што го зборувам е перманентен процес и за едно 10 години, ако се работи добро, може да се видат сериозни резултати и ако стане начин на работа или живење на овие институции, па едноставно и луѓето, затоа што ќе видите некои наслови во многу проекти низ целиот свет кои што одат во насока, например, Living with Fires, живење со огинот. Затоа што едноставно тоа станува гледаме реалност. Ако не почнеме така да размислуваме, не можеме едноставно да се припремиме и да делуваме и како луѓе и како институции за да го превенираме, не да се бориме со пожарите. Битката со пожарите е изгубена ако се сведува на борбата. Тежиштето треба да се сврти на превенцијата и подготвеноста, да имаме што помал број пожари и да се створат условите побрз да бидат санирани, иначе битката ќе не биде изгубена. Ја гледам. Добро, тука и голема улога играат и медиумите да се насочат и повеќе кон овие теми, зашто впечаток се добива дека секогаш се пребројуваат противпожарните возила, колку екипи имаме на терено за овие суштински работи и ретко кој зборува и по медиумите. Токму така и мене ме радува што оваа тема ја загатнеме сега во првите денови на јануари, што до сега било невообичаено. Обично оваа тема станувала интересна и се разговарало некаде јуни-јули кога ќе почнат пожарите. Вака треба. Мојот професор имаше многу интересна изрека која што не е негова, ја употребуваше. Пожарите, збориме сега за овие пожари на отворен простор, шумски пожари, се гасат во зима, не во лето. Таму све е кажано, таа реченица се кажува. Доцна е летоска, ние едноставно ќе трчаме по проблемот. Да. Нема да го решаваме. Нема да го решаваме. А што треба на куси на долг рок да се направи со опожарениот терен за делумно да се спречи деградацијата на почвата и да се ублажат загубите? Зависи од самата вегетација и од силината на пожарот, односно јачината на пожарот. Некаде во некоја вегетација не треба дури ништо да правите, затоа што самата по себе се обновува многу брзо и успешно. Во суштина, секоја вегетација ќе се обнови. Онаму каде што човекот делува е само помагање или завршување на некој процес, при тоа треба да се внимава да не се направат некои други грешки со добри намери. Тоа е избор на погрешен вид, понатаму да се применат некои полоши методи. Значи, тоа треба да се внимава, иначе ако ги поставите работите како што треба, навремено да се врши санација, не зборам санација во смисла само да се исече, зашто е еден од првите операции за да може полесно да работите. Да се ослободи терен. Така е. Треба многу внимателно, затоа што следејќи ги досегашните ситуации, она што е како предвидување во однос на климата, работите ќе се влошуваат, нема да се бидат подобри, треба да внимавате да не создадете нов полош горлив материјал и полоши услови. Овие работи на кратко, ако се земат во предвид, да, треба ние да делуваме, ама многу да се мисли на овие работи, колку ќе помогнеме на природата, колку ќе одмогнеме со тоа што ние нешто ќе направиме. Мајсторијата на нашата условна помош е таму. Секако дека треба да направиме нешто и секако треба да се прави, но тоа треба да биде на некои други принципи, не оние до сега што сме ги користеле. Професоре, имаме уште 2 минути до крај на разговорот. Сакам да искористам околу последното прашање и да ги споменеме младите студенти, оние на кои што сето ова знаење за кои што досега зборувавме тука, треба да го пренесете. Каков е нивниот интерес за овие теми, за овие проблематики? Ке имаме ли на кого да се потпреме и во иднина? Има, нормално. Сите студенти не може да бидат заинтересирани за една тема. Секој според своите афинитети, некогаш и оно што се случува доколу, па некога ќе го заинтригира, некогаш дури оно што се вели животот ќе го натера да влезе баш во таа проблематика. Има и за среќа Македонија има добра
барем од овој тип база, каде што младите можат да се надградуваат, има многу солидна база, со тоа што тоа знаење треба да биде вклучено во институциите. Малце повеќе да се вклучува знаењето за решавање на некои проблеми. Иначе има. Тоа е добро да се слушне за крај. Да. Ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро, за тоа што и на почетокот разговорот малку и подобро ни ги објаснивте и анализиравте податоците кои што ни доаѓаат од ЕФИС. Бидејќи вака првично кога ќе ги презентираме и прочитаме, навистина звучат страшно, застрашувачки, но добро беше да се слушнат овие факти и овие анализи од ваша страна. Ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро и ви посакувам убав почеток на денешниот работен ден. Благодарам и вам и благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш. 7 часот и 59 минути. Колегите од Вестини се веќе подготвени. Минута време почнуваме малку порано со првото издание на утринскиот флешблок.